Почитувани, ја следите втората емисија на час, серијалот дискусии за подобро образование. Денеска на темата е студентско организирање. Подготовка на нов предлог закон за високо образование, кој е веќе во поодмината фаза, додека студентите и младинските граѓански организации веќе наголемо вршат консултации за дефинирање на некаков нов модел на представување на студентите. Паралелно со овие процеси, во јавноста се уште некако висат прашалници околу легитимноста на досегашните представници на студентите. Со нас во студиото на ова тема дискутираме со Теодора Столевска од Младинскиот образовен форум, Ѓорѓи Рајчиновски од Студентскиот пленум и Владимир Делов од Министерството за образование. Ви благодарам на сите за вашето присуство. Морам да споменам дека од Студентски пленум првично беше најавен Борјан Евтимов, меѓутоа во последен момент дојде до мала измена, додека беше најавен и Давор Поповски, председателот на Студентскиот парламент на Универзитетот Кирил и Методи, но од негови лични причини 40 на минути пред почетокот на оваа дебата откажа присуство во неа. Би почнал со нешто што го истражував подготвувајќи се за оваа дебата, а тоа е интернет страницата на Студентскиот парламент на УКИМ. Таму во јазичето новости, последната информација од 21 мај за некаков турнир во футсал и кошарка, пред тоа е од 18 јануари, значи на самиот почеток на годинава, за делење на некакви новогодишни пакетчиња во хуманитарни цели. Рајчиновски, би почнал со вас. Работи ли нешто ова студентско тело, ова тело за представување на студентите? Имаат ли некаков лош пиар или што е во прашање? Зошто толку малку информации излегуваат од таму официјални? Студентскиот парламент на Универзитетот Свети Кирил и Методи представува невладина организација која што де факто не работи ништо. Единствените информации за нејзини активности и што тие сработиле и на што потрошиле дел од средствата кои што им стојат на располагање, може да се видат во еден извештај кој во претходната година мислам дека излезе во јавноста, притоа не е објавен од страна на Студентскиот парламент, каде што ние забележуваме неколку активности кои што најголем дел од нив не се од сферата на образованието и кои што се насочени за студентите. Најчесто тие работат на шетање на неколку луѓе на разни конференции, каде што може да се видат огромни цифри во однос на колку пари чинело патувањето до некои семинар или конференција, колку пари трошеле на дневници, до тоа колку пари се потрошили на сметка за телефон и слично. Меѓутоа, таа нефункционалност доаѓа од нивната нелегитимност и нелегалниот начин на кој што се избрани, особено за Давор Поповски, кој што е актуелен председател на оваа невладина организација, која што има ексклузивно право да ги представува студентите на Универзитетот Свети Кирил и Методи, каде што од распишувањето на самите студентски избори, на кои што беше избран самиот тој, првично беа распишани вон рамката која што ја предвидува Универзитетот во однос на активности на годишно ниво која што ја донесува. Па целиот изборен ден, самите изборни недостатоци во однос на избирачки материјал, како се одвиваше целиот ден, за да завршиме со полициска интервенција и тоа од страна на единицата за брзо распоредување. И на крајот да го доведеме до прашање самиот легитимитет со тоа што Давор Поповски е председател на најголемиот универзитет, на Студентскиот парламент на најголемиот универзитет, кој што брои чинам околу 20.000 студенти, може и повеќе, а беше избран од само околу помалку од 500 студенти, со тоа што мониторирајќи го тој изборен ден. На официјалните бројки беа дека некаде над 3000 студенти гласале за Давор Поповски. Само за Давор Поповски, додека вкупната бројка на излезеност беше над 5500
студенти, што беше надвор од памет, затоа што само на правниот факултет гласаа точно 13 студенти. На општествениот кампус, вклучувајќи економскиот и филозофскиот и филолошкиот, вкупната бројка не надминуваше повеќе од 100 студенти. Така што можеме да го ставиме под знак прашалник сигурно таа бројка од 5.500, затоа што на УКИМ постојат факултети со многу помала бројка на студенти, како што се уметничките факултети, каде што таа бројка од 5.500 не знам како би можела да биде достигната и го следевме целиот ден и ја гледавме раздвиженоста на сите факултети, така што ја гледавме таа цела кражба на тие избори, како се носеше избирачки материјал, како кутиите беа носени во едно седиште, заклученост и се немаше излегување се до соопштување на официјалните резултати. Така што оваа бројка е само на хартија. Столевска ги гледавме ние еве и на Радио МОВ сите тие снимки и сите тие инциденти кои што се случуваа на денот на избор на Давор Поповски за председател на СПУКАМ. Каде лежи главниот проблем еве во таа ниска доверба на студентите во нивните представници, кои што еве колку и да се спорат, сепак тие фигурираат легално барем како представници на студентите? Така, значи обидот на студентскиот пленум за реформирање на моделот на студентско организирање и мониторирање на избори не е прв пат. Ако добро се сеќавам, во минимум 3 наврати има мониторирани избори за студентски представници. Во речиси сите тие наврати од прилика бројката на излезост некогаш била 5000 во наводници секако. Сега проблемот најчесто лежи во фактот дека не гледаат никакви резултати. Мислам исто како што студентите реагираат, исто како избирачките тела што реагираат, било тоа на државно ниво, било тоа во некоја друга институција. Ако не гледаш резултати, никакви, едноставно нема причина зошто би верувал во некој студентски представник, когато студентски представник не те представува тебе во ниена позиција. Значи, иако тие се представници кои своето место го имаат во седишта на универзитетот, го имаат своето место во големи раководни тела што носат важни одлуки, значи го бираат новиот ректор на универзитетот, сепак не ги представуваат интересите, бидејќи како што и сами кажавте, делат пакетчиња за деца, организираат кајакарски натпревари, што не е активност што треба да биде во склоп на студентско представничко тело. Сега можеби другиот проблем е фактот што како и овие избори, така и претходните ги организираат многу на брзина, со многу големо политичко влијание и исто како и овие сега што измина, каде што видовме автобуси паркирани пред УКИМ, студенти најнаш во една голема група доаѓаат од 50 души да гласаат сите заедно на општествениот кампус на УКИМ. Секоја година се дешава истата ситуација. Се случува, значи, секој изборен процес, кој се случува многу ретко патем, на сега 5-6 години, иако мандатите им траат 2 години, 3 години, процесите се избираат и новите представници на секој 4-5 години и секој пат се случува истата приказна. Доаѓаат луѓе од партија, без разлика која партија да била на власт, доаѓаат луѓе од партија, гласаат многу мал број на студенти, значи 1 или 2% од студентите вистински гласаат на овие избори, се избираат представници меѓу себе или другиот модел, се собираат неколку студенти во одредена предавална или амфитеатар и викаат сега ние сме представниците на овој факултет. При тоа тие истите представници добиваат пари од студентите кои се приморани да плаќаат икса. Тоа е сметка што се уплаќа на почетокот на годината на уписите, а не гледаат никакви резултати и на крајот извештаите покажуваат, единствениот што го добивме, покажуваат дека они ги трошат парите на шетање,
актери од академската заедница. Значи ние мораме да ги слушнеме нивните ставови и гласови, да ги имаме предвид при изготвувањето на новото законско решение. Како што знаете, има формирана работна група за изработка на нов закон за високо образование, каде што се вклучени представници од сите универзитети, државни и приватни, има и од студентски организации, од синдикати, така што тоа е инклузивен процес кој што верувам дека ќе вроди со плод. Во моментов можеме да видиме дека има и младинска организација, поточно Младинскиот образовен форум, кој што прави сондирање, практично истражување на јавното мислење односно студентите за нивните потреби и за нивните размислувања за тоа какво би требало да биде идното студентско организирање. Ние како Министерство за образование и наука сме отворени и ќе ги земеме предвид сите предлози и сугестии за подобрување на моменталниот начин на студентското организирање. Така, бидејќи нели студентското организирање сепак е студентска работа, затоа и ве прашав колку тука има можност, флексибилност да действува самото министерство, па и во рамките на законските решенија. Значи подоцна ќе чепнеме и тоа што е работите кои што би требало да се менуваат. Оно што можеме да го правиме ние во рамки на законските решенија. Меѓутоа знаете дека исто така универзитетите имаат свои статути преку кои што тие го уредуваат студентското организирање. Во моментов мислам дека да може да се заклучи дека тоа е студентскиот парламент кој има својот примат во ова представување. Проблематично е тоа што нели тој пред се тело кое што е надвор од универзитетот, односно е невладина организација и мислам дека тоа повеќе нема да биде оставено така. Затоа што ова е тело кое што е надвор од универзитетот, има некаква автономност надвор од универзитетот и тука тоа успева да се заштити некако и да има и тука практично произлегуваат злоупотребите, затоа што тоа тело одлучува во рамки на универзитетот, меѓутоа одговара самото пред себе. Додека пак има можност да ги представува од друга страна студентите. Така, подоцна ќе се осврнеме и на промените во малку по-детални податоци што би требало да се менува, но би сакал да ве запрашам накратко и за последната новина која што дојде од правосудните органи, дека е отворена постапка баш за овие избори студентски избори кои што ги изборувавме сега, дека таму се испрашуваат сведоци и дека најверојатно ќе биде отворена некаква истрага за што се случувало тогаш. Па еве би сакал накратко само еден ваш коментар околу сето тоа, затоа што е нешто што е баш ново и Па уште на денот на изборите, кога веќе единиците за брзо распоредување веќе беа пред просториите на студентскиот парламент, кога веќе почна со отстранување самите студенти, беше реагирано и беше пријавено од страна на неколку студенти. Во однос на тоа, првично иронијата беше во тоа што првично имаше од наша страна пријава дека е украден избирачки материјал. И со пристигнувањето на единицата за брзо распоредување, всушност, ние како студенти бевме отстранети таму. Од она што можев јас лично да го прочитам од медиумите, дека се води постапка околу тој настан, дека се однесува на полициската бруталност, а не околу самиот чин на изборниот процес во однос на изборот на студентското раководство. Мислам дека во таа насока е во однос на прекумерната сила употребена врз студентите. Еве и за вас, Толевска, што очекувате да испадне од ова активност на јавното обвинителство, мислам дека ја води. И сега со тоа што ние немаме инсайдерски информации, не знаме што се случува, истите информации ги добиваме како остатокот од јавноста преку медиуми. Како и да е, можеби не може да се нарече полициска бруталност, бидејќи повеќе зборот наликува прекумерна употреба на сила, не потребна. Ако добро се сеќам, Ѓорги беше таму, бевме околу 20 на студенти, може помалку, во една мала собичка и дојде некој колку 40, 50, 60, не знам колку беа, многу беа.
припадници на единицата за брзо распоредување, многу насилно влегоа и многу насилно почнаа да не фрлаат сите како торби да сме, да не фрлаат надвор таа собата. Не набутка, значи тука имаше девојки што имаа повреди, имаше со пендраци, некои беа истепани. И постапката се води против, ако добро разбрав, началникот кој има употребено, кој издал наредба за прекумерна употреба на сила и зашто воопшто била пратена единица за брзо распоредување да одговори на барање на 20 студенти кои можеле да бидат решени со обична полиција и при тоа начинот на кој освен што била пратена и начинот на кој постапила полицијата и кој им наредил така да постапат во таква ситуација со толку мала група на млади луѓе кои реално не може да бидат никаква закана за толку голема група на за единица за распоредување, ниту пак за тие што биле горе затворени. Сега можеби голема мисконцепција во јавноста и најголем дел потекнува од сведоштва, да ги наречам, на луѓе што беа заклучени горе, речи се сите, ако не и сите припадници на УМС, заедно со во тоа време Кирил Спировски, претседателот на студентскиот парламент, кои тврдеа дека ние сме сакале студентите кои седевме доле, ние сме сакале насилно да влеземе внатре, ние да бидеме брутални со нив, значи да ги тепаме, или не сме ги пуштале да излезат, сме чувале вратата, што беше сосема неточно. Ние едноставно чекавме да дојдат избирачките материјали, кои се уште не беа пристигнати горе, значи беа насекаде околу градов, низ Скопје, се брка со нас. И беа одземени од местото на гласање, каде што според нивниот статут на студентскиот парламент беше потребно во моментот кога ќе заврши процесот на гласање, ќе се затвори гласачката кутија тука пред присуство на студентите и изборната комисија се изберат гласовите. Наместо да го направат тоа, ги собраа гласовите во кутија и почнаа да ги ставаат во коли и тргнаа до седиштето на студентскиот парламент. Ги однесоа горе и нормално ние сега чекавме да дојдат другите остатокот од кутиите и да присуствуваме на моментот на броење на гласовите, при тоа претпоставувајќи дека ќе се случи истото што се случувало на претходни избори. Значи ќе излезат надвор и ќе решат имаме 5000 луѓе што гласале, од кои толку се Давор Поповски. Пошто интересно мислам дека од стартот знаевме дека Давор Поповски ќе тепа, бидејќи ова е практика што од секогаш се правила, значи секогаш има двајца кандидати што се против кандидати, у суштина не се затоа што двајцата се или другари или припадници на иста политичка партија или огромна планински на партијата и однапред се знае кој вистински ќе тепа на тие избори, значи се прават квази избори на некој начин. И тоа е тоа, значи освен фактот што беше употребена прекумерна. Сакам само да прашаме на пример дали очекувате дека освен легитимноста која што јавноста ја спори, посебно студентската јавност, дали може преку овој процес да се оспори и легалноста на целиот тој процес, бидејќи Не, искрено не верувам дека тоа е суштината на ова. Суштината е да се докаже дека во круцијални моменти во оваа држава се употребуваше полициска сила за се, па вклучувајќи и за 20 студенти. Мислам дека тоа е целта на ова судење и тоа и треба да биде всушност според мене најголемиот заклучок, дека партијата која во моментот беше на власт и употребуваше полицијата во секој одреден момент кога сакаше да го направи тоа. А дополнителен бенефит би било доколку успееме да докажеме дека сепак и студентскиот парламент во тој момент беше поврзан со партијата која успеа да прати единица за распоредување за студенти, која беше сосема непотребно пратена. А при тоа мислам дека Ѓорги почна да кажува, ние кога видовме дека се украдени материјалите, се јавивме во полиција вообично, значи. Не дојде никој, кога дојдоа со записник и рекоа дечки ние не можеме ништо да направиме, оваа автономија на универзитет. Нешто заборавија единица за распоредување кога влезе дека седиштето на СПУКМ не е седиште на невладина организација, туку е имот на универзитетот и без дозвола од директорот те не смеа да влезат. Обична полиција не смее да влезе, а не единица за распоредување. Така што се прекрши тоа правило, автономијата на универзитетот беше прекршена во моментот они кога влегаа внатре. Така, Делов исто го спомна тој проблем со невладина па универзитетска организација. Тоа е еден од проблемите, постојат повеќе проблеми во досегашниот модел на студентско организирање, од начинот на избор кој што некој го нарекуваат авторитарен, дека е од горе на долу, а не од доле на горе, дека претходниот председател, например, остана двојно подолго на функцијата од тоа што треба, бидејќи нема кој да ги закаже изборите, нема кој да каже кога тие ќе бидат.
повторно се враќаме на тоа дека секако надворешен, како невладина организација надворешен субјект, од тоа дека транспарентноста на самото студентско организирање е премногу ниско, дека не знаеме кој ги бира овие луѓе, како се бираат, зошто се бираат, како располагаат со парите кои што студентите им ги даваат, многу малку информации за сите овие постапки кои што би требало да бидат јавни. Во тек е подготовката на новиот закон и веќе спомнавте некои од новините. Еве како тече процесот и кога би можеле да очекуваме некакво првично решение кое што би било ставено на увид на јавноста? И кои би биле еве некои од главните промени кои што ги застапува и Министерството за образование, односно како Министерството која страна Министерството застапува во самиот закон, значи што би било главно како промена? Така, значи најпрво би сакал да дадам некој свој коментар околу изборот на студентските представници. Самите напоменавте дека процесот е доста нетранспарентен, тие имаат можност да одлучуваат понатаму во име на студентите за многу значајни прашања во рамки на универзитетот, тие го бираат ректорот, деканите, тие практично имаат во нивни раце огромна моќ. Така што има доста индикации дека изборите на представниците на самите факултети се доста нетранспарентни, често се нејасни, не знаеме дали некојаш се одржувале, па од тука за да имаме представник како председател, знаеме дека потребно да биде член на студентскиот парламент, значи тоа е еден затворен процес, крајно нетранспарентен, а видовме дека подлежи на разни партиски притисоци и видовме дека она што беше најстрашно дека дури полицијата интервенираше, нешто што не смееме да си дозволиме понатаму е таква интервенција која што заврши со тепање многу грубо, навистина не имал настан. Во однос на изготвувањето на новото законско решение, сметам дека пред се ние знаеме каде сакаме да стигнеме, какво студентско представување сакаме да имаме, ослободено од било какви притисоци и влијанија, а од друга страна па сакаме да имаме студентско представување кое што вистински ќе ги представува студентите, затоа што мислам, самото представување на студентите е исклучително значено затоа што тие носат одлуки во рамките на самите универзитети. Тоа е процес кој што практично ги учи академските граѓани како треба да демократски да учествуваат во рамки на универзитетот, а тие понатаму можеме да представиме дека ќе бидат чинители во општеството, значи целиот процес од голем интерес за нас. Меѓутоа во овој процес се уште немаме јасно дефинирани рамки како сето тоа би било изведено. Повеќе имаме визија каде сакаме да стигнеме и верувам дека тоа ќе го постигнеме. Споменавте ова за тоа дека не би требало повеќе да функционира како невладина организација студентскиот парламент на Универзитетот Кирил и Методи. Еве како тоа би можело да се изведе. Верувам дебатирате околу тоа кои се опциите и што би се случило потоа еве со самиот студентски парламент кој што сега постои како невладина организација. Што се случува во таа ситуација? Ќе се појави некаква удвоеност на тела? Постоењето на самиот студентски парламент не можеме во ниту еден случај да го регулираме. Тоа се тело само по себе регистрирано во централен регистар, си има свој статут, своји членови и така натаму. Значи Ќе се размислува ли за некој нов брендинг на таа институција или како? Решението треба да биде институционално. Како студентско представничко тело во рамки на универзитетот. Нели пред себе можеме да видиме дека многу лесно да заклучиме прости причини зашто е тоа во наш интерес. Еве пред се значи средствата кои што се префрлаат на ова представничко тело треба да одат на подсметка на универзитетот, а понатаму нели од овде да имаат некаква одговорност во однос на трошењето на овие средства. Во моментот тоа не е така. Значи телото треба да биде во рамки на универзитетот, меѓутоа законското решение треба да наложи какво тоа
студентско представување треба да биде, а универзитетот, нели, согласно, мислам, почитувајќи го законското решение, законот почитувајќи автономијата на универзитетот, да имаме крајно решение. Столевска, еве, може би Министерството е малку по внимателно околу тоа што треба да се менува. Верувам дека вие, еве, како студентски пленуми, Младински образовен форум, можете малку по-директно да зборувате за промените кои што вие ги застапувате. Еве, кои работи треба да се променат во некој нов модел на студентско представување и студентско организирање? Има сега, нели, консултации широки со студенти на универзитетите низ различни градови. Кои се, еве, до сега информациите кои стигаат до вас од самите студенти? Како сакаат да се менува моделот? Така, значи, најнапред пред да одговорам на прашањето, само сакам да кажам дека постојат многу модели на студентско организирање, значи УКИ мисли за сопствен модел, Младински образовен форум има модел, Пленум има модел, ако добро се сеќавам и правен факултет има сопствен модел, можеби и професорски пленум има модел на студентско организирање, и тоа што ние сакавме како МОВ да го направиме, да направиме консултации, како што спомнавте, во најголемите студентски градови. Значи веќе поминена во Штип, следната ќе биде во Битола на 7, во Тетово на 10, во Скопје најголемата ќе биде на 14. Нашата идеја беше да ги тргнеме на страна професорите што они мислат за студентско организирање, да се фокусираме на студентите, да видиме како студентите гледаат на моделите што веќе постојат направени од страна на студентски организации за студентско организирање. И оно што се согласуваат сите студенти, вклучувајќи ги представници од МОВ, вклучувајќи студентски пленум, вклучувајќи ги оние студенти кои ги консултиравме, е дека студентскиот парламент е тело што треба да биде во склоп на универзитетот. Значи тоа веќе не може да биде невладина организација, тоа треба да биде тело кој ќе биде во склоп на универзитетот. Што значи тоа во превод? Тоа значи дека овој модел кој го имаме сега, каде што студентскиот парламент има застапеност во управувањето, во органите на управување во универзитетот, каде што има буџет од универзитетот или од МОН, ќе продолжи. Меѓутоа, она што нема да продолжи е апатичноста од нивна страна да поднесуваат финансиски извештаи, нетранспарентноста при изборниот процес, нетранспарентноста при извештаите за што активности се спроведени. Односно, дека во моментот кога ќе дојде време за избори да се спроведуваат, ќе се вклучи и универзитетот, ќе се вклучи и студентскиот парламент, за да може тие избори да бидат транспарентни, да не се случуваат на 30 јуни кога ќе заврши академската година, него да се случуваат на почетокот на академската година. Дополнително тоа би значило дека телото, бидејќи е во склоп на универзитетот, веќе има законска обврска да го известува, да дава финансиски извештаи да поднесува до универзитетот за како ги трошале средствата, понатаму да даде извештај за на кој начин што активности се направени, и при тоа значи дека има законска обврска да одговара не само за парите, туку и активностите кои се направени во склоп на тоа тело, со цел да има поголем легитимитет најнапред да ги троши парите на студентите кои ги спаѓаат, и второ да ги представува самите студенти во студентскиот парламент. Тоа е првото нешто што мора да биде решено, и сега прашањето се раѓа во што правиме со, нели, стариот студентски парламент. Може би треба да се обидиме да понудиме ново име како студентски не знам, собрание, студентско собрание да биде. Бидејќи имам правен проблем се случува, ти не може на невладина организација да го натераш да го промени името или да му го земеш името. Студентски парламент е невладина организација и така функционира. Ние не можеме ниту да натераме присилно да згасне таа организација, тоа е уставно право што би го скршиле, ниту да го променат името. Тоа што може да направиме е да им го земеме само префиксот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, и да се однесува на сите студентски парламенти. Значи на Универзитетот Гоце Делчев сите го следат примерот на СПУКМ и сите се регулирани на ист начин. И сега дополнително прашање се раѓа што се случува со парите кои веќе биле потрошени на нелегален начин. Колку што знам, Државна ревизија води постапка против претседателот на еден од студентските парламенти на Филозофскиот факултет, ако не се лажам, во моментов. И дополнително што ќе се случува со седиштето на студентскиот парламент. Дали тоа седиште е, бидејќи седиште на УКИМ, на кој начин ќе бидат, дали ќе бидат присилно исфрлени, бидејќи не сакаат да ги напуштат просториите, дали ќе се најде друг институционален начин решение. Значи, уште во самото во првото прашање на кое сите студентски организации се согласни, а ако добро се сеќавам, мислам дека дури универзитетот е согласен, е на кој начин треба да се регулира статутот на телото. Значи едно прашање има многу компликации отвара.
Понатаму сега постојат различни модели на различни тела на кој начин треба да бидат спроведени изборите, на кој начин на кој начин треба да се избира председателот, дали треба да иде по препорака, на кој начин на матичните факултети и така натаму, и тоа се различни модели кои всушност се презентираат од страна на МОФ и студентски пленум за студентите дополнително сами да изберат или барем да кажат мислење за што мислат они, кој од тие модели е најдобар и треба да биде застапен во новиот закон за високо образование. Речиновски, и вие сте дел од работната група која што е вклучена во изработка на овој нов предлог закон за високо образование. Меѓутоа, критиките се дека по одреденото пасивизирање на студентски пленум, сега се наметнува прашањето кој е легитимитетот на студентскиот пленум да ги застапува студентите во оваа работна група и дека многу малку информации доаѓаат од студентскиот пленум за тоа што се работи на таа работна група. Па еве како би одговориле на ваквите критики кои што доаѓаат од дел од младинските организации или од студентите? Во однос на активноста на студентски пленум, знаеме дека после тој бум општествен што го предизвика кај нас после таквата апатичност на сите студенти, беше поприлично популарен. Во овој период е пасивен, меѓутоа овие измени во однос на студентскиот парламент не се нешто што е сега и моментално почнато. Во однос на новото раководство во Министерството за образование, да, меѓутоа овој процес трае уште од периодот на таа популарност и некако ние како активисти во суштина на студентскиот пленум чувствуваме должност и одговорност да го довршиме она што сме го почнале или што го почнале луѓето кои што се нафатиле да ја истерат таа работа. Треба да се потсетиме дека овој процес започнува со работна група која што функционираше во рамките на Универзитетот Свети Кирил и Методи, која што соработка беше прекината повторно поради полициската бруталност која што се случи во читалната во библиотеката браќа Миладиновци. Така што тој процес траеше, овој предлог што сега го промовираме е жив веќе 2 години како го моделираме. Сега има некои измени во одредени делови, меѓутоа суштината и темелот врз кој што се темели е тој базичниот начин на студентско организирање. Во однос на предлогот само сакав во насока на тоа што Теодора го говореше, всушност ние патиме од неодговорност на организација која што има и тоа каква сила. И таа сила, и таа одговорност која што треба да ја има, која што треба да оди една со друга, ние ја немаме. И нас не се случи да се избере ректор чија што легитимност може да се спори бидејќи е избран од студенти кои што во суштина не се студентски представници. Меѓутоа, тие избори беа од самиот универзитет представени дека се скандалозни, баш така стоеше во нивниот извештај дека овие студентски избори се скандалозни. Меѓутоа, кога дојде време да се избира ректор, на нашиот универзитет воопшто не му сметаше да ги седне истите тие студенти во клупите на универзитетскиот сенат, за да ја кренат нормално, тој е таков тастер принцип на функционирање, по потреба, да ја кренат раката и да го изгласаат моменталниот ректор. Затоа сметам дека ова е и тоа како клучен проблем, каде што самиот универзитет треба да обрне, особено сега во овој момент на донесување на ново законско решение и самото министерство, каде што еден проблем во таа цела машинерија на високо образование зафаќа друг проблем кој потоа ќе генерира уште еден проблем и така ние само ќе се вртиме во кругот проблеми. Во однос на статусот на организацијата, од почеток до крај стоиме дека тоа треба да биде тело во склоп на факултетот, односно тело во склоп на универзитетот. Со тоа што студентскиот пленум мора да се потсетиме дека организираше студентски референдум, каде што прашањето беше дали студентите сакаат студентската организација да остане невладина организација или да го смени својот статут. Ние ќе бидеме реални со бројките, излего околу 3.500 студенти, каде што над
2615 студенти е 2000 официјалната Епа бројка, добро. кои гласеле против да остане. Да, и имаше мал невладена број на организација. студенти кои што гласа да остане ваква каква што е сега, значи околу над 95% од излезеноста беше за тоа да има промени во овај дел. Вклучително во предлогот на студентски пленум има промени во однос на изборот, на како ќе се бираат тие представници и даваме еден друг дух всушност на законот кој што треба да ја децентрализира таа сила, за да не биде сконцентрирана во рамките на еден човек, туку силата се спушти онаму каде што припаѓа, така и студентите би биле поиницијативни да се вклучат во некој процес кој што ги засега самите нив. Така, Делов, знаеме дека секогаш еве кога доаѓа до промена на власт, потоа има спорење од тоа кои се легитимни представници да преговараат со институциите. Вие рековте дека отварате една широка работна група за овој закон. Еве колку се застапени на пример и представници на сегашниот студентски парламент таму, не знам дали има некои представници од таму кои што учествуваат во изработката на ова предлог решение законско. И второ прашање би сакал да поставам за тоа колку пак законско решение за студентско организирање може повторно да се спори како нарушување на некаква автономија на универзитетот кое што се регулира со статут или со некакви решенија на самиот универзитет. Вака, значи, во однос на првото прашање, Универзитетот Кирил и Методи има свој представник во работната група и сметаме дека тој ги застапува од студентите? Не, овој е представник од професорите, меѓутоа Да. Универзитетот Кирил и Методи има свој представник во оваа работна група. Извинете, само повторно во однос на второто прашање. Второто прашање беше за тоа дека колку на пример законско решение во регулирање на некакво студентско организирање може да се смета повторно како некаков упад на централната власт врз автономија на универзитетот. Така, значи нашата замисла е во целиот текст на Законот за високо образование да проведува духот на автономност. Тоа ќе можеме да го просудиме кога ќе го имаме конечното решение. Дали, мислам, како држава мораме да изготвиме законско решение кое што тоа ќе го гарантира. Единствено можеме да просудиме единствено кога ќе го имаме тоа законско решение на увид. Нашата цел е во целиот закон за високо образование да провејува духот на автономијата. Еве само за да не биде недокажано, дали еве од студентскиот парламент на Универзитетот Кирил и Методи пристапиле до министерството со некакви барања или со некакви предлози за моделот на студентско организирање? Така, колку што сум информиран, предлози од страна на студентскиот парламент за модел на студентско представување до овој момент во Министерството за образование и наука се уште не пристигнале. Јас само сакам да се надоврзам тука на законската регулатива. Успеавме да го видиме и предлогот на УКИМ. Во предлогот на УКИМ стоат само 2 члена во однос на студентско организирање за новиот закон за високо образование, кој вели дека студентите треба да имаат право да се организираат и дополнително тоа треба да се регулира со статут на универзитетот. Она што и пленумот го смета и Младински образовен форум го смета е дека тоа не е доволно да влезе во законот, доколку се остави на дорегулирање од страна на статутите на универзитетите, ќе има неколку проблеми. Првиот проблем е тоа што ќе има нееднаквост на застапеност на студенти и во склоп на различни универзитети. Значи тоа значи дека секој универзитет ќе има право дополнително во својот статут да го дорегулира начинот на студентско организирање и застапување, а да се промени статут на УКИМ е, мислам, нека поспора процедура од да се измени законот за високо. Што е овдека предлогот? Вториот проблем ќе биде фактот што регулативата никој не може да гарантира дека ќе биде променета во позитивна насока и дека статутот на телото најнапред првото проблематично прашање дека ќе биде решено, а дополнително последничи изборната комисија и моделот на организирање се останато финансирање што треба да влезе. Кој е решението според нас е дека треба две опции. Или првата опција да се преоптовари законот и да се стават конкретно на кој начин треба се регулира
студентското организирање, значи тоа треба да содржи се од статутот на телото, од финансирање на телото до процесот на избор, до моделот, значи тоа значи дека детално Тоа би се сигурно би регулирало. било Тоа ќе биде оспорено како Да. како нарушување на автономија. Оптоварување, не. Тоа е оптоварување на законот, значи најнапред. А другата опција е да се направи сосема различен закон за студентски стандард, каде што покрај начинот на студентско организирање би влегле и закон, би влегли и домување, прашања, стипендии, значи се она што се врти околу студентите и на прашањето дали е влегување во автономија не е. Најголем број од државите, на пример Словенија, има посебен закон и Хрватски имаат посебен закон со кој го регулираат само студентскиот стандард, каде детално е опишано начинот на студентско организирање. Србија исто како нас нема такво ништо, значи оние почитуваат автономијата на студентите и на универзитетите и на крај се случува истото што се случува и кај нас. Значи одредена група на индивидуи си прават избори, си се застапувани во телата, ги трошат парите на студентите и така натаму. Прашањето е како можеме ние во практика, тоа што е најголемиот проблем, влијание на партијата во студентските изборни тела да го намалиме. Го намалуваме на тој начин што мораме законски да го регулирање. Сега прашањето е дали ќе го оптовариме законот за високо образование со детални членови за што значи процесот на студентско организирање, кои модели, кои финансии, кој изборен модел и така натаму ќе се употребува, или ќе се направи сосема нов закон за студентски стандард. Само да се надоврзам на ова, значи без разлика дали би било во истиот закон или во посебен закон, работите мора да бидат дорегулирани, затоа што и со постоечкиот закон за високо образование кој што сега е на сила се уште, таму не се законот не вели дека треба студентскиот парламент да биде невладина организација. Туку доколку одиме јазично, тој дури сугерира дека треба да биде тело во склоп на универзитетот и во склоп на факултетите. Меѓутоа самите универзитети во студентски движења или студентски активности, тоа е нешто што сигурно не може да биде регулирано со закон, бидејќи тие политички притисоци секаде се надвор од законските норми и се вршат на прилично суптилни начини. Еве како тука би се менувале работите, а паралелно со тоа и на другите проблеми кои што можеби од овие 20 и повеќе години проблеми со студентските представници, како апатичност на студентите, споменавте и вие дека малку излегуваат да гласаат, малку се активираат во рамките на самите студенти, веројатно обесхрабрени од се што се случувало до сега, како тоа треба да почне да се менува, кое што еве барем моје мислење е дека законот тоа не може да го регулира. Треба да се направи некои вистински промени на дела. Прво, студентите се незаинтересирани затоа што не гледаат дека нешто функционира, а на секоја политичка партија на власти одговара незаинтересиран студент. Па така, пред да биде изборот на Давор Поповски, претходно 4 години немало избори, значи Кирил Спировски како ВД председател функционирал плюс 2 години, односно уште еден мандат се истерал. Јас сега сум на магистерски студии на правен факултет. Јас досега немам гласано за мои студентски представници во наставно-научниот совет. Јас се интересирам за оваа проблематика, меѓутоа има студенти кои што изгубиле надеж дека тие можат да бидат представувани во телата на управување, затоа што
секој ја одбегнува некако таа одговорност. Сме барале да бидат поставувани точки на дневен ред, меѓутоа со ваквата законска и статутарна поставеност на студентската организација, вие имате момент каде што факултетот одбива да расправа по тоа прашање затоа што не е надлежен да донесе било каква одлука. Сметаме дека и тие злоупотреби би се намалиле со тоа што доколку вие имате можност да избирате непосредни представници кои што ќе ве представуваат во рамките на факултетот, каде што нема вие да давате моќ на еден човек да има целокупната моќ да одлучува за сите тие одлуки и сите тие финансии што ќе се слеваат во рамките на студентските парламенти, тогаш некако и се намалува можноста одредена партија да влијае врз тие луѓе, затоа што многу е полесно да влијаете на еден човек кога тој е председател на студентски парламент, меѓутоа вие кога имате 23 факултети на УКИМ, кои што, не знам да речеме, во просек би имале по 20 представници, тоа представува бројка што ќе достигне околу 500 студенти. Вие многу потешко можете да извршите притисок на толкава маса на луѓе која што ќе биде расслоена на различни факултети, така што едноставен начин е спуштање на силата и на моќта на едно по ниско ниво. Столевска, вас да ве прашам, секоја власт и политичка партија сака да има некаква контрола врз студентите, па тука би сакал да ве прашам кој е начинот да се спречи тоа во смисла на тоа дека секогаш студенти кои што имаат некаква партиска позадина се во некаква предност над другите студенти. Значи тука веќе не е толку важен квалитетот на самиот кандидат, туку колку тој има сила позади себе, и студентска и човечка сила, за да го изработа целиот тој процес на кандидирање и на бирање за студентски лидер. Како тоа би можело да се смени, еве? Какви се идеите? Нема директен одговор на прашањето, само треба се вратиме малце назад да го видиме изборниот процес. Значи, за време на изборите, кои траат изборна кампања од една недела, ако не се лажам, по стариот модел, нема никаква дебата, значи нема никаква дискусија дека се случуваат избори, значи ништо, може да се најдат 1 до 2 плакати од некој залепени дека постои некој кандидат што сака да се кандидира на нешто, значи без никаква информација. Сега победник на тие избори е нормално човекот кој доаѓа од партија која може да присили одреден број на студенти да гласаат. Сега, дури да е тоа така, дури да постоја партија, секогаш има, значи нормално доколку си член на партија, при тоа имаш висока функција или положба во таа партија, може да ги замолиш останатите членови од партијата, без разлика дали сакаат да гласаат или не, него да ги примора да гласаат на следните избори, значи тоа е според мене модел што е неизбежен и е возможен секогаш да се случува во пракса. Разликата во тоа е што доколку се промени моделот, најнапред изборите ќе треба да ги спроведе универзитетот во соработка со студентскиот парламент и студентски организации според моделот на МОВ. Тоа би значило дека најголем број од студентите би биле најнапред информирани дека се случуваат студентски избори. Понатаму во тој процес на избор мора да се случуваат одредени настани каде што ќе може студентите да направат информиран избор за како и за кого би гласале. Дали тоа би биле дебати помеѓу кандидатите, дали тоа би биле некои дополнителни, не знам, конференции или што е да што би ги организирал универзитетот во соработка со студентскиот парламент, за да им даде до знаење најнапред на студентите дека постојат избори, а понатаму што се придобивките од тоа доколку они гласаат на избори, на крај да знаат информиран избор да направат дали би сакале да гласаат и за колку би сакале да гласаат. Според мене процесот е долг, нормално, и за да ги натераме студентите, не да ги натераме, за да им покажеме дека има потреба да гласат и кој е бенефитот од нивното гласање, е процес кој ќе потрае и студентите не мислам дека нивна вина дека се апатични. Апатично се создава доколку гледаш дека тоа што си го правил порано едноставно не вродува со никаков резултат. На крајот на денот тоа што го кажа Георги е точно, дека 4 години немаат видено избори, не ни знаат дека воопшто има избори, има голем број на студенти што не знаат дека постои студентски парламент, бидејќи студентскиот парламент не се потрудил да им даде до знаење на студентите дека постојат како тело и тоа е многу едноставно. Значи процесот ќе биде многу долг, доколку се промени моделот, ќе треба да се работи на прво информирање на студентите, а потоа на создавање на желба да учествуваат во процесите на студентско организирање. Делов за самиот крај, и вас би ви прашал истото прашање, како да се
спречи освен декларативно, како и во пракса би можело да се спречи ова политичко или партиско влијание врз студентските тела и представници на студентските организации, и како тие да се претворат од едни организации кои што во јавноста се сметаат како да се некакво место за туристички посети на некои држави, во вистинско место каде што ќе се дебатира, ќе се критикува власта, ќе се анализираат некакви образовни политики на младите, како сегашните некако безгласни студентски тела да се претворат во движење кое што би водело кон некаква студентска авангарда. Наједноставниот и најкраткиот одговор би бил култура. Затоа што ние можеме да видиме дека практично кај нас тоа се загубило. Студентското представување на ниту еден од нас можеби точно не ни кажува што тоа е, какви бенефити имаат студентите од него, кого застапува, како треба да ги застапува, затоа што ние сето тоа го немаме доживеано како студенти. Ние не сме биле дел од нешто такво формално, ниту пак сме знаеле кои се придобивките од сето тоа. Сметам дека тоа треба да биде подолг процес, пред се преку едукација, разни кампањи, да ги едуцираме студентите кои би биле нивните придобивки од членувањето, зошто студентското представување пред се значајно, како тоа го напредува животот на студентот, стандардот на студентот, што тоа значи за него. И овде мораме да знаеме како дошло до тоа. Значи, моменталниот систем подразбираше избирање на представници во рамки на факултетот. Тие избори од моје сеќавање беа спроведувани со фалсификување на потписи, дури скандалозни беа. Никој не знаеше кои се студентските представници. Понатаму, за да имаме студентски председател, тој мораше да произлегува од овие членови. Целиот тој процес беше нетранспарентен и затворен, а поради тоа и подложен на силни влијанија. Значи, се криеше целото тоа како процес од студентите, затоа што овие студенти учествуваат во одлучувањето на Сенатот. Мислам дека се околу 10 представници во Сенатот. Значи, тоа се практично 10 гласа кои што било кој може да ги има и да ги користи за своји потреби. Исто така ти учествуваат на научно-наставните совети. Така, околу 10%. Можете да замислите и таа бројка колку е значајна при одлучувањето за било какво прашање во рамки на универзитетот. Така што верувам дека ова прашање единствено треба да се доближи до самите студенти, да се актуализира значењето, да се спроведат демократски избори, да има дебата, да се понуди нешто на овие избори за тоа што кандидатите би правеле за студентите. Така, да се надеваме дека... Само да врзам пред да завршиме емисијата, за да не дозволиме некој друг да има крој днината на студентите, уште еднаш да ги покараме да дојдат во Битола, Титово и Скопје за студентски консултации, кај што ќе бидат представници од студентскиот пленум и од МОФ, и ќе ги зборуваме моделите и ќе има представник од Министерството за образование и наука. И повеќе информации може да најдат на страната на Facebook на МОФ. Ви благодарам на сите за учеството. Се надевам дека на крајот ќе се најде некаков модел соодветен за потребите на студентите и дека студентите се повеќе ќе бидат движечка сила на општеството наместо некако ставени во позадина на сите овие големи политички процеси. Ви благодарам на сите уште еднаш за присуството. Благодарам и на гледачите и на слушателите на радио за вашето внимание. Поздрав!